нови фасади веќе се поцрнети, терасите се веќе црни и тоа е од согорувањето на мазутот. Што излегува од овие оджаци? Што значат црнилата кои се резултат на горење на мазут и која е разликата ако се грееме на природен газ? Професорот Ристо Филковски од Машинскиот факултет во Скопје вели дека како горива тие се многу различни. Прво би почнал со природниот газ, тој се состои нели од метан, јаглеводород CH4, кој што при согорување дава азот, јаглерод диоксид, водна парија и кислород. Нема штетни продукти. Сосема е друга ситуацијата со мазутот. Значи, мазутот е тешко или средно тешко течно гориво и тој има редица компоненти кои што имаат евентуално штетно влијание врз околината. Сулфурни оксиди, значи сулфур диоксид, например. Потоа, иако е течно гориво, со оглед на застапеноста на минерална маса во горивото, има потенцијал да се формираат честици саѓи. Колкувина диша црн чад како папестиев. Истражувањето запна кога побаравме одговор од владата колку вкупно државни институции се греат на мазут. Таков податок се уште не постои. Министерството за животна средина и просторно планирање иницираше мапирање на државните објекти кои за затоплување користат мазут. Целта е да се обезбедат податоци и приоритети каде треба да се делува во замена на системи за затоплување. Испратени се прашалници до повеќето институции, вклучувајќи ги и објектите што се под ингеренции на локалните самоуправи, велат од влада. Министерството може да ги замоли, ама не и да ги задолжи да вратат по секоја цена, вели министерот. Дел одговориле, но 30% од општините и по една година се уште не нашле време да кажат колку институции под нивна ингеренција се греат на мазут за државата да ги вклопи во планот за замена на системот за греење. The Ministry of Finance recently signed an agreement with EBRD, a loan which is above 30 million euros, and that loan will be used for the local self-government to invest in energy efficiency. Од досега собраните податоци, познато е дека на мазут се грее кабинетот на претседателот на државата, касарните во Штип, Велес, Тетово, Кичево и во Прилеп. Но има и голем број болници, училишта и други државни установи кои што не трујат со мазут. Во претходниот период, државата успеала да го замени системот на греење во 28 објекти, претежно градинки, основни и средни училишта, здравствени и административни објекти. Дека се потребни поголеми зафати и поголема ажурност во оваа операција, покажува и годишниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика, во кој стои дека дури и во 2020-та ковид година, кога продажбата на сите нафтени деривати имала значителен пад, исклучок бил мазутот. Неговата продажба била за 1,65% повисока од продажбата остварена во 2019-та. Може ли замената на нееколошките системи за греење да влијае на аерозагадувањето? Праксата вели дека имало резултат. Податоците од мерењата на квалитетот на амбиенталниот воздух покажуваат драстична разлика во присуството на штетниот сулфур диоксид за време на работење на мазут на големи загадувачи и по замената. Колку чини замената на нееколошките системи за греење? Колку е сложена замената од мазут во природен газ? Постројки кои што функционираат на мазут, многу често, релативно едноставно може да се пренаменат на природен газ. Вреловодните котли во топланите на БЕК, кои што сега, мислам веќе подолго време функционираат на природен газ, исто така може да работат и на мазут. Или, например, сега многу актуелната ТЕЦ Неготино. Таа исто така, двата парни котли се проектирани и изведени да функционираат на мазут и алтернативно на природен газ. Друго е што линија за природен газ до таму нема. Исечени планини, ветувања и големи планови. Зошто каска гасификацијата во Македонија? First of all, yes, unfortunately, we are not at the stage of the building the network on the gas network. However, we have made very good progress. I think it's also very important for the citizens to know what the delays have been. The delays usually happen with the expropriation of the land. That is one of the key issues we face as a country when we build such a large infrastructure. Заплеткани во административни мрежи, се чини дека државата го знае проблемот, ја знае болката, но нема моги да се справи со сопствената бирократија. Во услови на светска енергетска криза, државата е исправена и пред нов предизвик – набавка на газ. Ако се случи колапс, тогаш и тие објекти кои го isfрлиле мазутот ќе мораат повторно да го вратат.